За прв пат во Македонија љубителите на кафето ќе имаат можност да искусат еден несекојдневен настан имено од 21 до 23 септември во кафе барот АБЦ ќе се одржи првиот кофи фест во Скопје. На таа тема денес во студиото на Пурти ќе поразговараме со Теодор Алексов, маркетинг координатор на овој проект. Добар ден. Теодор, и добре дојде во студиото на Пурти. Благодарам. Ајде првенствено малку повеќе за овој прв фестивал на кафето. Од каде идејата да се организира еден ваков настан? Идејата беше спонтана. Покрај сите настани кои што Скопје ги заслужува и веќе се случуваат, идејата беше да се излезе во пресрет на сето оно искуство што секојдневно го доживуваме. Имајќи во предвид дека барем некој што викаме вистинско чудо е како кафето знае да го смени поглед на светот низ призма на очите на една испиена чаша кафе. Кафето секогаш бил доблесен пијалок. И повеќе од тоа, сваќаме дека основна потреба на човечкото срце, особено во среќни или кризни моменти, е една добра топла чаша кафе. Кафето знае да зближи, да утеши, да му даде посрек на денот. Основни мотиви беа сите оние својства и значења што кафето ги има за нашите секојдневни животи. Култот на кафето е неминовен, тој се случува. Интересно е што култот на кафето својот зенит го доживува во токму Кофи фест Скопје. Токму така, кафето е еден ритуал, дел од секојдневието на секој од нас, барем. Така. Јас така мислам. Ајде малку повеќе околу организацијата на овој настан, кој стои позади целата организација? Главни организатори се Triple S Group и Кафе бар АБЦ. Од една страна логистички Кафе бар АБЦ е совршено место да се организира таков настан. Визијата на Triple S Group е во линија на она што Кофи фест Скопје го нуди. Triple S Group функционира како компанија која што ги унапредува животите и деловните аспекти на работењето на луѓето. Triple S Group до се организирал и конференции од поинаков обем, деловни конференции со светски спикери. Ова е прв ваков фестивал, прва ваква конференција, организација на настан, која што во содейство со Кафе бар АБЦ веруваме ќе биде вистински погодок. Со оглед на тоа дека има уште една недела до почетокот на првиот кафе фест во Скопје, како течат подготовките? До каде сте? После организирани 15-16 конференции, барам од аспект на Triple S Group, подготовките течат совршено. Сепак да, се зголемува тензијата како идат, нели, како се бројат деновите. Сепак има многу инволвирани страни. Координацијата е битна, се случуваат најави, се случуваат прецизирања, апдейтирања на процесите, така да моето мнение е дека се тече според планот. Така, значи подготовките течат со интензитетот кој што треба да течат за да биде. И се забрзува сега. Унака како што треба до 21. Токму така. Ајде малку повеќе за тоа што значи овој фестивал, што представува, што ќе може да искусат сите љубители на кафето кои што ќе дојдат да го посетат. Ако направиме паралела, постои Ден на кафето. И ако направите споредба во светски рамки, Денот на кафето е тука неде при крајот на септември. Значи, кафето се слави со посебен настан и во Њујорк, и во Лондон, и на истокот. Самиот фестивал е начин да се обединат сите инволвирани, ја би ги поделил две страни малтене, конзументи и производители на кафе, оние кои што работат дистрибуција или просува на кафе. Моментот на, да речеме, на 21 е свеченото отварање, со старт од 18 часот. Понатаму следи обраќање на земјата гостин, тоест земјата домакин на кафето, да, Италија, Република Италија, каде што ќе имаме обраќање на представници од италијанската амбасада. И од тогаш натаму се случи еден коктел од затворен тип, а после тоа околу 9-9,5 часа се случува забава со бенд во живо. И сега, веќе од 22-23 се долова еден момент на фестивалска атмосфера, каде што ќе си има прилика да се вкусат мноштво на ароми, мноштво на екзотични вкусови, ќе има прилика да се гледа дегустација, правилна дегустација на кафе, демонстрирање на подготовка на кафе во домашни услови. Како да направите перфектно совршено кафе по дома. Во домашни услови. Што е на некој начин предизвика секој од нас. Ќе има и момент на надпревар.
Така да, го прочитав тоа некаде во програмата, дека ќе има и надпревар, односно ќе има и подготвено специјални игри за сите посетители, како и награди. Ќе има надпревар по неколку основи. Значи, оно што е можеби најинтересно за учесниците, гостите на фестивалот е тест на слепо или блайнд тест на тестирање на кафе и чаеви. Оно што е можеби интересно од естетски аспект е надпреварот за избор на најдобра декорација, лате арт, така наречен. Од страна на посетителите? Од страна на посетителите. Каде што ќе се добиваат 3 награди за најдобро декорирано кафе. Понатаму останува делот на доделување на награди по спонтан услов, значи како што ќе се одвиваат работите, ќе се случува ради онаа антиципација и спонтаност, ќе се случува доделување на награди по адхок дефинирани критериуми. Идејата е да се доловни култ на кафето. Идејата е да се доближи кафето како конзумирање од една страна и кафето како производство од друга страна. Моментот на едукативна програма би ја нарекол, самиот почетоците на кафето до ден денешен, како од една суров производ кафе, како зрно непечено, се стига до она магична состојка која што да, вкусна напивка која што ги разбавува секојдневијата. Идејата е што секој од нас се прашувал, ние го се дружиме со кафето секој ден. Ретко кој од нас знае детали за кафето кои што се навистина импозантни, кои што се куриозитет и токму таквите моменти пикантери ќе бидат споделени на фестивал. Во оној едукативен дел од програмата. Да. Како од сурова материја кафе се стига до префинет вкус, со тангирање на историските моменти од потеклото на кафето од Етиопија пред 1000 години, како преку првата обработка на кафе во Египет и Турција стига во Европа негде 16 век до ден денешен. Значи моменти кои што дополнително ќе доловат димензиите на кафето кои што можеби не ги перцепираме кога секојдневно пиеме кафе. Така, значи посетителите ќе имаат можност покрај тоа што ќе имаат можност добро да се забавуваат, да дегустираат вкусно кафе и да научат малку повеќе за историјата на кафето. Колку излагачи ќе има, односно колку штандови ќе бидат поставени? Ќе има изобилство, ќе има шаренило, би кажал, на штандови и изложувачи. Моментот на барем главниот дел на кафето, каде што ќе има изложувачи на кафе, производители на кафе, ја би ги напоменал оние кои што ќе имаат можеби значајно место да се долови на атмосфера. Тука се Нескафе со своите 3 линии. Првата е инстант кафето, Долче Густо ги видовме нов производ машините за приготвување на кафе, како и новата програма за кафе барови. Уште еден интересен бренд е Атибаши, италијански бренд од Болоња, кои работат скоро 100 години. Токму тие може да делуваат како во рамки на Италија како земја гостин, домаќин на кафето, може да делуваат како всушност се конзумира вистински кафето, па и како се приготвува. Идејата е што изложувачите на кафе ќе имаат професионални приготвувачи, да кажем, на кафе и они ќе споделат вистински техники како тоа да се реализира. Од останатите изложувачи тука се веќе би кажал светски брендови кои што сепак потекнуваат од Италија. Брендот Де Орсола, кафе Корсини, кафе Ла Месикана, сепак тука и македонскиот бренд Паскалин. Во делот на чаеви ги имаме Ла Соја, тоа е специализирана продавница за продажба на чаеви. Необични чаеви, необични вкусови барам за наше поднебје, значи ќе има прилика да се дегустираат. Во делот на пецива, бидејќи идејата беше да се долови прилика се скомбинираат сите оние одлични комплементи на кафето. Од типот на пецива, од типот на чоколада, ајде ке спомнам и конзумирање на пура со кафе. Од прилика се тие учесниците, сепак има изненадувања бидејќи трае процесот до средината на недела ќе се дефинираат уште неколку нови учества. Така, ајде да споменеме што ќе се случува преку викендот, значи претпоставам дека имате програмата пред вас, да споменеме исто така од колку часот ќе започне кофефестот и кој се може да дојде. Кофефестот е отворен за сите.
Првата вечер свеченото отварање во принцип се сведува на покани, на затворен круг, меѓутоа веќе од 22 на сабота и недела е отворен за сите Скопјани и пошироко нормално. Се започнува нели со утринско кафе рано 10 часот. И понатаму се тера агендата. Како за почеток е замислена презентација на штандовите. Нивна презентација како да се конзумира утринско кафе. Тоа треба прилика некој би кажал час и половина. Потоа имаме едукативни видеа. Првиот ден е, да речеме, едукативното видео за патот на кафето, она што ви го спомнав. Сето на генеза, како потекнало до ден денес. Се преоѓа на дополнителни едукативни видеа за видови на кафе, нели, арабика, робуста и така натака. Презентација на изложувачи се случува, да речеме, на некој час и пол-два. Континуирано идејата се презентираат сите од изложувачите, особено двата дена, за да може да се доловат различни аспекти од нивната презентација. Негде од 2 часот до 5 и пол попладне се случува агенда, оне втор блок на дневната агенда, тоа е blind тест, оно што го спомнавме, тестови на погодување, кој пиело, кој напиток е пред вас и евентуално некои од сојствата да се наведат. Повторно се случува одно момент на изненадување што доколку некој ја гледа агендата, можеби ќе долови работи, меѓутоа и во рамки на оние моменти спонтани ќе случуваат изненадувања. Третиот блок од саботниот дел е замислен со дегустација на кафе и пура, како обилен ритуал за дел од луѓето кои што имаат интерес, нели, да комбинираат такви две нели, моменти за конзумирање. Во делот на саботниот ден се случува презентации од страна на Ати Баши, кој што ќе има прилика да ги представи неговите 4 бренда на кафе, со тоа што негде околу 9 часот попладне на вечер, од 9:30 се почнува со оној забавен музички дел. Музички дел од програмата. Неделата е, ај би кажал, со слична агенда, повтор има 3 блока, со моменти на наградување. Во недела ќе се случува изборот за најдобра декорација, лате арт. Каде ќе можат тие посетители кои што ќе сакаат да учествуваат во оваа наградна игра да се пријават? Дали тоа е на лице место во истиот момент кога ќе... Така. Учеството ќе се случува на лице место. Значи, оној спонтан момент не беше важен. Да не се чувствува премногу голема формалност. На лице место ќе се случува пријавување, ќе се случува избор доколку... Во колку часот започнува тоа, да ги информираме, може би гледачите кои што гледаат во моментот да баре малку порано. Надпреварот за најдобра декорација во недела, значи на 23 септември во 2 часот. Значи ќе се случува од 2 часот па натака. Навистина интересно, кои се наградите кои што се предвидени за оние кои што ќе победат во овие интересни игри? Наградите се... Претпоставувам дека се комплементарни, да. Се од доменот на кафе производи. Ќе има и моменти, да речеме, оние сладки, мали предмети кои што ни го разобува денот, типот на превезоци, ќе има мајци. И ја би оставил делот по поклоните бидат сепак изненадување. Ќе има и детски игри за најмладите. Да. За оние кои што родители кои што ќе дојдат со своите деца да може да бидат и најмладите анимирани како дел од овој прв фестивал на кафето. Токму така, во соработка со Несквик и сабота и недела ќе се организираат детски качиња со програма за деца. Идејата беше она што сите го знаме, кафе Барабец е преку викенд е посетен, особено и од семејни луѓе. Овој пат ни беше идејата тоа да не го скратиме, особено што семејните луѓе се секако можеби главни од гостите покрај деловните луѓе кои што ќе имаат своја причина да дојдат. Што смислува до децата, во соработка со Несквик, во сабота и недела од 11 до 1 часот е првиот блок, а од 17 до 19 часот е вториот блок на детска програма. Така да и во рамки на таа програма ќе има надпреварувања кои што асоцираат на оној детски свет. Одлично, значи ќе има забава за сите возрасти. Да. Дури за најмладите. Каде ќе можат сите оние кои што можеби не следат од самиот почеток на разговорот, меѓутоа можеби не ја слушнаат целата програма, каде ќе имаат можност да ја погледнат програмата? Програмата онлайн може се провери на skopjecoffest.mk
таму ќе се најдат деталите, останати детали кои што се врзани со овој настан. Оно што е интересно, веќе се случува онлайн, да не кажам, учество во наградна игра, веќе се делуваат ваучери, вредностни ваучери, за кои што ќе може да се купи кафе и дополнително се олесни на врвно искуство во врска со кафето. Значи на интернет активна е и Facebook страната со екстензија Кафе Фест, има наградна игра организирана преку колектива, така да неколку медиуми се ангажирани и лесно би не нашли. Одлично, што очекувате од овој прв фестивал на кафето? Нема да зборам за она можеби што ни тежи на сите нас Скопје како метропола и слично. Ја би отишол еден чекор или понапред или подлабок, да имаме медиум каде што ќе може да уживаме. Особено кафето е синоним и поттикнува и дружба. Кафето било главна соцска причина се случи одредена романса, деловен успех, животна мудрост. Преку Кофе Скопје ќе имаме повеќе димензионален медиум да уживам во кафето, да ги доловиме неговите искрени дури дименсии. Идејата е Скопје Кофе Фест да прерасне во традиција. Ова е првата година, очекуваме и нашите поколенија да присуствуваат во еднина. Теодор, јас ти благодарам за денешното гостување во Пуртик. Се надевам дека ќе информиравме доволно гледачите за она кој што ќе случува од 21 до 23 септември. На самиот крај од разговорот ни останува само да ги поканиме, да дојдат сите за заедно да уживаме во оној таен кафен свет. Па тоа би го кажал, ајде, можеби како што асоцира радиорекламата, опојниот мирис на кафе повикува. Отворете ги сетилата и нека ве понесе инстинктот, кафе инстинктот и повелете од 21 до 23 септември во кафе Барабеца. Се гледаме таму. Теодор, ти благодарам уште еднаш. Благодарам, Bona.